Кога зборуваме за лица во трето животно доба, обично ги замислуваме старите луѓе како изнемоштени и лица на кои што им е потребна грижа и нега. Меѓутоа, оваа генерализација многу често оди на штета и на старите луѓе, меѓутоа и на целото општество. Се случува старите луѓе, односно лицата во трето животно доба, да сакаат да учествуваат во различни активности и да придонесуваат во развојот и напредокот на општеството, меѓутоа институциите и другите групи не го препознаваат доволно овој предизвик, односно оваа иницијатива на старите луѓе, па така тие остануваат одстранети од главните действувања во рамките на општеството, институциите и јавноста. Што е тоа што можеме да го направиме за лицата во трето животно доба, како да им пружиме помош во смисла поактивно да ги вклучиме и да го искористиме нивниот потенцијал во општеството и со самото тоа да им го разубавиме животот и да им го придонесеме чувството на корисност. На овие прашања разговарам денеска со моите двајца соговорници, со Атанаско Ѓорѓиев од Здружение Диверзиум, кое организира низа активности кои што се посветени на старите лица, односно на нивна интеграција и социјализација, и со Елеонора Андонова од Црвен крст при град Скопје, односно од Центарот за грижа на стари лица. Почитувани, ја следите емисијата Мој збор, концепт двоглед на тема интеграција на старите лица во општеството. Атанаско, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да бидеш гостин во емисијата Мој збор и како стручно лице од област за која што денеска разговараме, како активист кој што своето време, внимание и труд го посветува на грижа за стари лица. Денеска ќе бидеш соговорник токму на тема грижа за лица во трето животно доба. И она што за самиот почеток, покрај добре дојде, сакам да ти го поставам како воведно прашање, е што подразбира грижата за стари лица и дали кога зборуваме за стари лица можеби премногу се фокусираме на терминот грижа, дали навистина на сите стари лица им е неопходна таа грижа или едноставно тие може да бидат и многу поактивни и многу повклучени во сите сфери на општествено действување. Здраво, Магдалена, ти благодарам на поканата. Пред се мислам дека грижа за стари лица се однесува на луѓе на кои што стварно им е потребна помош, односно луѓе кои што не можат да ги обаваат секојдневните активности сами со себе, односно човековите потреби. Напротив, не секој старо лице има потреба од грижа, баш напротив, и сметам дека физичка активност кај постари лица е многу битна работа, баш од таа причина за да можат што подолго во животот сами за себе да се грижат. Под грижа за стари лица, тоа најчесто е или во фамилијата, човекот останува во фамилијата, каде што неговите се грижат за него, или во случаеви каде што ги нема тие услови, оди во професионална грижа, односно во дом за стари лица. А на старите лица на кои што ме потребна грижа, тоа најчесто се манифестира преку лекови на кои им се потребни, одење на лекар со нив, исхрана и други помагала за лична хигиена. А за социјализација, организирање на акции каде што би можеле тие да се социјализираат едни со други, на прошетки, на некакви забавни игри кои што би го исполниле нивното слободно време. А кога станува збор за лицата на кои што не им е потребна на грижа, кои што можат сами за себе да се грижат, не сметам дека треба воопшто да станува збор каде е нивното место и дека тие треба да го заслужат местото. Мислам дека веќе тоа се луѓе кои што си ја заслужиле позицијата што ја имаат, а од наша страна е да возможиме атмосфера каде што тие би можеле својата креативност или своите идеи да ги манифестираат.
Елеонора Недалава ја посветуваме на старите и на изнемоштени лица. Вие како Црвен крст при град Скопје се грижите секогаш за потребите на старите лица, меѓутоа Недалава посебно се потенцираат потребите на старите лица, па сакам да те прашам како координатор за грижа и нега на стари лица при Црвен крст во град Скопје, што вие конкретно преземате како активности и на кој начин помагате и пружате поддршка и грижа на старите лица Недалава? Пред се добродојавте во Дневниот центар за стари лица во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас. Традиционално Црвениот крст на град Скопје третата недела во ноември ја одбележува неделата на грижа за стари лица. Оваа година од 14 до 20 ноември, каде што се реализираат низа активности за активно и здраво старење. Така да имавме активности во понеделникот организирано во Сдружение на пензионери Карпош, каде што имавме предавање, членовите од Сдруженијето на пензионери едноставно беа запознаени со нашите активности од проектот. Исто така имавме собирна акција од неколку Сдруженија на пензионери, каде што стварно многу голема количина на прехранбени продукти беа собрани, каде што ќе бидат наменети за социјално ранливи целни групи. Исто така во вторникот имавме посета на неколку домови за стари лица, гериатрија Мајка Тереза и Идила Терзиева, каде што се реализира различни активности, музички активности пред се, да се развеселат штитениците и нашите корисници. Во средата организиравме заедно со нашите корисници од домашни посети, заедно со медицинскиот тим, затоа што некои од нашите корисници, откако започна пандемијата на COVID-19, нема излезено од дома, така да ние бевме првите што едноставно ги мотивиравме да излезат и заедно да го испиеме утринското кафе во старата Скопска чаршија, заедно со волонтерите и медицинскиот тим. Во четвртокот, го посетивме Македонскиот народен театар и заедно со учениците од Димитар Влахов средното училиште во Дневниот центар во Даре Џамбас и во Сарај се организираа бесплатни фризерски и козметички услуги, каде што ги разубавивме нашите корисници. Во петок, имавме инфоточки, односно на пазарче Бунјаковец, Зелен пазар и трговски центар Бисер, каде што граѓаните што поминува од 9 до 11 часот можат бесплатно да се измерат притисок, шеќер, сатурација и едноставно да се запознаат со нашиот проект, каде што исто така имавме и планетариум во петокот и во сабота централен настан во Веро Џамбо, каде што граѓаните ќе се запознаат со активностите на дневните центри, односно практично вежбање на чиконг вежби, креативна работилница и сликарска работилница и ќе имаме еден хуманитарен штанд каде што нашите креативци и сликари што ги имаат направено нивните дела, граѓаните ќе може да ги купат и секако средствата ќе бидат наменети за социјално ранливи целни групи. Поединечни организации, односно граѓански здруженија, активно се вклучуваат во помош, поддршка, заштита и грижа на старите лица. Исто така организираат низ активности со кои што ги вклучуваат лицата од трето животно доба во различни општествени случувања и со тоа го потикнуваат нивниот придонес во општеството и нивната видливост. Меѓутоа, што секој од нас може да направи за старите лица и како поединците во општеството можат да придонесат за поголема видливост и интеграција на старите лица во општеството, но и исто така да имаме еден похуман третман и однос кон старите лица на кои што им е потребна нашата помош во смисла остварување на нивните потреби, доколку станува збор за изнемоштени лица и лица на кои што има потребна издршка, се прашања на кои што ќе одговориме во продолжение. Ти си представник на здружение кое што се занимава со пружање на грижа и поддршка на стари лица и обично организирате активности кои што се поврзани и посветени на старите лица. Обично оние лица ми се чини кои што се на издршка, односно на кои што има потребна грижа и нега. Ме интересира што конкретно вие како здружение превземате за
заштита на старите лица, се со цел да им дадеме идеја и на другите луѓе кои што сакаат да се вклучат во процесот на помагање и пружање на нега и грижа на стари лица, што е тоа што може да се направи за нивната благосостојба и добробит. Ние како здружение, пред се тоа што го правиме, како што споменати до сега, ги поставуваме баш овие прашања за кои што треба да се разговара, за да секој поединец може да го разбери по старото лице ни што тоа мини. Затоа што ние го немаме тоа искуство што го имаат тие и не знаеме како се чувствуваат и какво е нивното секојдневие. А тоа што Diverzium како здружение го прави е првично имавме неколку акции каде што одевме во дом за стари, каде што баш можевме преку нив да го согледаме тоа како тие го гледаат светот, да можеме да го видиме светот низ нивните очи, ако можам да кажам. Покрај друштвените игри донесивме и производи за нега, кои што беа донирани од страна на социјално одговорни компании, каде што имавме таа прилика да ги согледаме проблемите со кои се соочуваат постарите лица во тој случај во дом за стари. А од друга страна, во јавноста исто така работиме каде што идејата е да ја потикнеме свеста кај луѓето дека старите луѓе не се предмети, па да ние да имаме некоја си одбивно спрема нив и да мислиме дека терминот стар е нешто со негативна конотација и дека ние треба да ги отстраниме или да ги игнорираме или едноставно да одговараме само на нивните прашања доколку не прашаат нешто. Баш сметам дека ние треба да се социјализираме со нив, доколку имаме некој комшија да му помогнеме, дали е тоа со пазарлакот или било каква помош за која што тој самиот не би можел да ја обави. Исто така и комуникација. Мислам дека комуникација е тоа што на постарите лица им е најпотребна, а тоа е затоа што тоа можеме да го видиме низ призма на нивните прашања, особено кон помладите, како сакаат да се вметнат во комуникација, а едноставно не ја добиваат таа прилика, ја немаат и не го добиваат тоа што го бараат. Од друга страна, поединецот исто така е од голема полза, не станува збор само за полза на старите лица, неко и за нас помладите. Тоа се луѓе кои што го имаат поминато целото наше искуство и од нив можеме да научиме многу. Дека че имаме различни ставови со нив, тоа е очигледно. Наша одговорност е, мислам, да ги сослушаме, да го видиме нивниот став и да го извлечеме што е за нас тоа корисно. Кога зборуваме за стари лица, ние всушност глобализираме, односно ствараме некој си карактер за тоа што е тоа стар човек, а сепак тоа се различни индивидуи со своји нивни различни изградени карактери. Некои ќе бидат покомуникативни, а некои нема да бидат покомуникативни. Тие што нема да можат, што не им е природно да комуницираат, мислам дека тоа можеме да го направиме ние да го движиме разговорот, да ствараме комуникација каде што можеме да ги излечиме и на нив онака да им створиме атмосфера каде што тие полесно би можеле да се впуштат во комуникација со нас. Кога велиме грижа за стари лица, обично мислиме дека на старите лица има најнеопходна, да кажам, помошта во облик на здравствена нега, да кажам, и здравствена заштита. И вие како Црвен крст ти спомна дека организирате активности кои што се посветени на пружање на нега и грижа здравствена за старите лица. Меѓутоа, дали и оној метод на социјализација го применувате, како што спомнати, многу често тие се осамени, па COVID-19 епидемијата никако ги спречуваше старите лица да излегуваат од дома. Дали социјализацијата практично е можеби и приоритетната потреба на старите лица и дел од вашите активности токму заради тоа ги наменувате на социјализација и дружење на старите лица меѓу себе? Токму така, значи нашиот проект веќе постои 11 години, значи во Црвениот крст на град Скопје, каде што со поддршка на градот Скопје на Албис фондацијата, значи ние обстојуваме. Многу е битна социјализацијата за лицата во трета доба. Ковидот го направи своето, затоа што некои од нашите корисници значи не беа излезени од дома, им беше страв да доаѓаат во дневните центри. Така да во нашите 3 дневни центри, значи во Домот за хуманитарни организации
организации Даре Џамбас, во општинска организација Црвен крст Чаир и во општина Сарај, значи имаме дневни центри за стари лица каде што пред се социјализацијата е главниот момент. Односно се подготвува месечна програма на активности за здраво и активно старење, како што се чиконг вежби, сликарска работилница, креативна работилница, турнири во шах, организираме многу прошетки, многу едукативни предавања со врвни доктори, професори, адвокати, каде што едноставно доколку они сакаат да слушнат некое предавање на некоја тема, ние секако нели им го овозможуваме. Исто така организираме многу хуманитарни активности, хуманитарни базари и можам да кажам дека ние им го напредуваме животот и квалитетот на живот пред се за нивното здравје и психофизичка состојба, затоа што ковидот значи допре до менталното здравје, но ние буквално и во ковидот дававме многу поддршка секако во домашни услови, затоа што дневните центри беа затворени, затоа што сепак во затворен простор, но ние буквално бевме секаде на терен. Старите лица се чувари на традицијата. Во рамките на едно семејство тие може да се вклучат активно во процесот на одгледување и воспитување на помладите генерации, односно на своите внуци. Исто така и се многу важен економски агент, затоа што голем дел од старите лица се воедно и пензионери, па нивната пензија значи и дополнителен приход во домаќинството во кое што живеат. Но каде, освен во семејството, односно во кругот на сопственото домаќинство, се уште може да се најде примена, односно да старите лица се направат корисни за својата средина и за својата група, се прашање на кои што ќе одговориме во продолжение. Ти спомена во твојот одговор дека секој од нас може да направи нешто мало, но значајно за помош на старите лица, например да им помогнеме да поминат улица или да им ги набавиме сите потребни продукти за нив, да одиме наместо нив во, да кажам, маркет или така натаму. Што е друго тоа на листата според тебе што секој од нас може да го направи со цел да се впушти во процесот на пружање на грижа и заштита за старите лица и како едноставно повеќе да им обрнеме внимание на старите лица, не само за работи кои што се неопходни, туку понекогаш можеби да им дадеме потик, поддршка, мотивација и да се грижиме за очувување на нивното ментално здравје и да им покажеме дека сепак тие за нас, меѓутоа и за другите луѓе во општеството се уште значајни и дека нивниот живот се уште има некаква смисла. Кога станува збор што дополнително ние можеме да направиме, тоа се додека поединецот за кого зборуваме во случајот постарото лице, дали е тоа наша баба или комшија, се додека побараме нешто од нив, тие нешто да направат за нас, а тоа е некоја активност во која што тие уживаат, а не воедно да ги злоупотребуваме, да ги извршуваат нашите задачи во смисла да ги измијат садовите или исперат лиштата, закашат лиштата и слично. Мислам дека е многу продуктивно и убаво, затоа што и тие самите се чувствуваат дека прават нешто вредно за кое што на нас не е многу корисно. Веќе кога напоменав нешто што тие би можеле да ни помогнат со нивната креативност, со нивното искуство досегашно, мислам дека самиот однос, доколку сме во присуство додека тие изработуваат нешто или на било каков начин ни помагаат со нешто кое што ние немаме искуство, е од голем бенефит за нас, затоа што допрва не чека тоа што низ тие поминале и како би се справиле со тие нешта, каква била нивната перспектива и како од наше денешно време ние би пристапиле на истите, дали се тоа проблеми или предизвици. А кога станува збор за семејни односи, од нив можеме да научиме за тоа како тие нас не пораснале, како сме биле ние како деца, за тоа ни би било од голема корист за како ние со нашите деца би можеле да се справиме и како тие ги надминале тие наши проблеми и стадиуми на детството со кои што тие едноставно ги поминале и се соочиле. Од друга страна исто така и за исхрана, би научиле како со какви јадења, на кој начин се припремале тие јадења. Дали станува збор за
пошто сме во такво општество каде што често ние самите си ги поправаме нештата околу нас кои што би се оштетиле, како нашите предци се снаоѓале и се ги решавале тие проблеми. А кога станува збор за вонсемејни односи, сметам дека треба што почесто да организираме активности каде што старите лица че можат баш да го доловат овој момент, ова досега што го фативме, и мислам дека би се створила една друштвеност помеѓу помлади и постари лица и да разменат искуства, и сепак во секој случај и постарите лица живеат во еден свет кај што е многу поразлично од тоа што тие го живееле самите, и мислам дека тоа би било од голема полза. А кога станува збор за изнемоштени лица кои што самите не би можеле да учествуваат во вакви активности, од наша страна останува да се грижиме за нив и колку можеме да им овозможиме да се социализираат и да имаат и тие живот како секој ден. Или зошто се важни старите лица во општеството? Обично кога зборуваме нели за стари лица, некако и веќе се лепат некои стереотипи, има некоја негативна конотација, па се избегнува и самата употреба на зборот стари лица. Тие имаат важна улога во општеството, например се чувари на традицијата, го стабилизираат на некој начин, ги стабилизираат семејните односи и така натаму. Зошто, како ја проценувате вие како Црвен крст важноста на старите лица и нивното вклучување во важни општествени активности? Така, значи, старите лица се многу активни, можам да кажам, заради тоа што многу луѓе кога ќе заметат во пензија, значи не знаат што понатака со себе. Ние сме тука буквално за нив, заради тоа што тука ќе се чувствуваат убаво, ќе се чувствуваат исполнителни, дека прават добро пред се, а исто така и тие се волонтери. Тоа они што го прават на нашите работилници, што се како волонтери на нашите штандови, затоа што многу пати можете да видите позади нашите штандови дека се лица во трета доба. Да, тие се волонтери. Тие едноставно се чувствуваат исполнето тука. Значи сакаат да го поминуваат времето и едноставно буквално имаме корисници каде што едноставно не знаат, ќе дојдат и ќе кажат јас не знам што понатака после пензија, не знам што како да се случува со мене. Така да они доаѓаат тука, се исполнуваат, пред се многу е битно заради тоа што тие се волонтери во нашата организација. Ти спомна дека на старите лица можеби не им даваме често прилика и не ги вклучуваме во активностите, па можеби и тоа е причината за нивното чувство на осаменост, понекогаш се јавува и чувство на бескорисност. Дали ние како општество можеби не ги користиме на правилен начин и не ги насочуваме старите лица, и дали апелираш можеби повеќе да им посветиме внимание, да ги вклучуваме во нашите секојдневни активности, да им дадеме шанса, како што рече ти, да се чувствуваат корисни и да помогнат колку што е тоа во нивна можност. Апсолутно треба, значи ние помладите да им даваме допринос на старите лица, затоа што тие се многу битен фактор во нашето општество. Од нив може да се научи многу. Имаат многу богато искуство. Ние младите буквално можеме да научиме многу од нив. Едноставно треба да ги мотивираме да се вклучуваат во нивните секојдневни активности, затоа што едно старо лице ако западне во кревет нема никаква функција. Ние треба да ги мотивираме, ние младите треба да бидеме тие да ги мотивираме за да бидат проактивни во ова општество. Како да препознаеме насилство врз старо лице, односно како да ги препознаеме облиците на насилство? Се говори за финансиско, односно за економско насилство над стари луѓе, каде што им се одзема пензијата или им се одзема имотот, се изфрлаат на улица по давање на имотот на нивните деца, и постојат уште многу други форми на финансиско и економско насилство и експлоатирање на старите лица. Исто така не се ретки примерите каде што за жал се среќаваме и со директно физичко насилство и нанесување на физичка повреда на старите луѓе во нашето секојдневие. Кои се нашите обврски? Како да реагираме во ситуација кога ќе препознаеме облик на насилство, каде да го пријавиме и како надлежните институции реагираат по добиената пријава, се прашања на кои што ќе говориме во денешната емисија.
Дали во своето искуство и во својата работа си се сретнал со примери на злоупотреба на стари лица? Многу често сме сведоци дека за старите лица има различни стереотипи, се говори за старите лица како за лица кои што се на терет, кои што се непожални, лица на издршка за кои што треба да преземеме одговорност, но во пракса како секој еден од нас може да препознае дека станува збор за злоупотреба на старо лице и што можеме да превземеме, односно да направиме со цел да превенираме злоупотреба на старо лице, или дали постои некоја институција кај што можеме да пријавиме дека постои насилство и злоупотреба врз старо лице и како институциите се должни да реагираат по таква пријава. Злоупотреба на стари лица се случува многу често, за жал, пред се што до некаде ни неразбирливо во самото семејство, дали е тоа од синот или од друг член од семејството, каде што тие се злоупотребувани, дали е тоа економски, со физичко насилство, дури во случаеви каде што и не им се дозволува ни да разговараат. Од друга страна, тоа исто така можеме да го видиме и во општеството, каде што ние самите ги игнорираме нивните ставови, нивните гледишта, чисто затоа што тие се стари и нивните ставови се застарени и апсолутно не засегаат нас и општеството во кое што живееме ние. А од друга страна, за жал дури во институции, како што скоро сите беме сведоци на насилство во Стар дом во Косово, каде што од тоа произлегоа и протести, за среќа конечно имаше адекватен одговор на институциите врз такво дело кое што не смееме да дозволиме да се случува во ниедна сфера, а ниту па во дом за стари лица. Еве ти со својот личен пример, ти си млада личност која што се вклучуваш во грижа и нега на стари лица. Што можеш да не посоветуваш сите нас и сите поединци на ова општество, што можеме ние како поединечни случаи да направиме и да им го подобриме, да кажем квалитетот на животот на старите лица? Значи, јас на младите би препорачала да го следат искрено мојот пример, заради тоа што јас како практикант дојдена во Црвениот крст на град Скопје преку Факултетот за социјална работа и социјална политика. Бев воодушевена од тоа што Црвениот крст има изобилие на активности. Најмногу се пронајдов во старите лица, каде што подоцна веќе станав волонтер во овој сервис и подоцна од кога дипломирав секако станав и одговорно лице и социјален работник во сервисот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови, каде што веќе денеска сум координатор на овој проект, така да чекорите се многу битни и би им препорачала на младите да волонтираат, да сакаат да волонтираат, поготово со лица во трета доба, затоа што стварно има многу да се научи од нив. Ели, ти благодарам за денешното интервју. Благодарам и на вас. Тебе ти благодарам за денешното гостување во емисијата Мој збор и ќе зборуваме секако во уште една емисија Мој збор на тема стари лица, затоа што мислам дека тоа се лица, односно категорија од населението која што заслужува многу повеќе внимание и едноставно многу повеќе во јавноста треба да говориме за нив, се со цел да испратиме јасна порака на сите наши гледачи за тоа какви перцепции треба да имаат кон старите лица и како да се однесуваат со нив. Ти благодарам, Магдалена, за поканата. Ми беше задоволство да присуствувам во твојата емисија. И се надевам дека нашиот разговор денече допре до гледачите и дека нема да биде овој разговор бесполезен. Во разговорот со моите соговорници, со Елеонора Андонова од Црвен крст при град Скопје и со Атанаско Ѓорѓиев од граѓанското здружение Диверзиум, откривме дека старите лица се многу повеќе активни отколку што можеме ние тоа да го видиме, меѓутоа за жал не секогаш имаат можност да придонесат, односно да бидат вклучени во различни активности, затоа што средината и институциите просто не им нудат такви можности. Исто така, оние лица од трето животно доба на кои што им е потребна помош и поддршка, треба да бидат земени предвид од секој од нас поединечно и секој од нас поединечно може да направи мали работи со кои што многу ќе им го улесни животот на старите лица.
Значителен исчекор во разбирањето на потребите на старите лица се нашите контакти со нив, односно луѓето кои што биле обкружени со стари лица или пораснале, да речам, со бабите и со дедовците, многу повеќе ги разбираат старите лица, имаат солидарност и емпатија кон нив. Затоа ве охрабруваме почесто да се обкружувате со старите лица, да ги сослушувате и секако да иницирате комуникација со нив, затоа што всушност тоа нив им е најпотребно во период од животот кога се осамени. Староста е неминовно дел од сечи живот, па затоа да ја направиме подостоинствена и поубава за секој од нас. Почитувани, ја следевте емисијата Мој збор, концепт двоглед, а јас со нетрпение очекувам нашата следна следба, која ќе се случи веќе следната сабота.